Битолските политичари не смеат да ја заборават Битола. Политичарите од Битола треба да знаат дека пред се се битолчани, а потоа членови на политичка партија. Тоа значи дека тие треба да се грижат за интересите на Битола и битолчани, а не за интересите на политичката партија. За жал, со буџетот на Република Македонија за 2016 година, Битола повторно е оставена да тоне и пропаѓа. Скопјани и владата на ВМРО-ДПМН повторно Битола ја ставаат да биде слеп од срево. Пратениците од опозицијата од Битола предложи амандман за заштита на животната средина во Битола, могила и иновации преку инвестиции во рек Битола. Амандман за изготвување на нов генерален урбанистички план на Битола, амандман за изградба на планинарскиот дом Копанки. Сите амандмани предложени од битолските пратеници од опозицијата беа одбиени од ВМРО-ДПМН. Трагедијата за нас битолчаните, да биде уште поголема, е тоа што овие амандмани кои се несуваа за развој на Битола и за здравјето на битолчани, не беа поддржани, односно против нив гласа и пратениците од ВМРО-ДПМН од Битола. Ваквиот вазалски и поданички однос кон скопјани и лидерите на политичките партии треба еднаш за секогаш да престане. ЛДП бара во името на Битола, во името на битолчани и во името на нашата битолска гордост, представниците на ВМРО-ДПМН од Битола да се оградат од ваквото делување на пратениците од Битола од ВМРО-ДПМН со цел во иднина повеќе на никој да не му текне интересите на Битола и битолчани да ги става во втор план.